kindly ask you to put your protective masks on. Ќе ве замолиме да ги ставите вашите заштитни маски. Dear freshmen, respected parents, guests, respected representatives of media and respected viewers who follow this joyous occasion on our Facebook profile of the American University of Europe Fund. Почитувани брузоши, почитувани родители, гости, почитувани представници на медиумите и почитувани гледачи кои го следите преносот овој свечен миг на Facebook профилот на Американскиот универзитет на Европа Фонд. Respected Provost Dr. Mirko Tripunovsky, respected deans, respected professors, employees of the American University of Europe Fund, and respected family Tsanovsky. Почитуван ректор, професор доктор Мирко Трипуновски. Почитувани декани, професори, вработени на Американскиот универзитет на Европа Фонд. Почитувано семејство Цановски. Welcome to the ceremony at which the American University of Europe Fund starts its first academic class of 2021. Добро дојдовте на свечениот чин со кој што Американскиот универзитет на Европа Фонд го започнува првиот академски час од новата академска 2021-2022 година. Dear freshmen, you are the 17th generation of new members of our university family, which of today counts more than 18,000 members. As you have noticed, according to the advice of the Commission for Protection of Infectious Diseases, all measures are prescribed by law for safe presence at such an open event, with physical distance, wearing protective masks, measuring body temperature, and securing the perimeter of the location of the event. Почитувани бруцоши, вие сте 17-тата генерација на нови членови на нашето универзитетско семејство, кој денес брои повеќе од 18.000 членови. Како што забележувате, согласно препораките на Комисијата за заштита од заразни болести, се преземени сите мерки пропишани со закон за безнедо присуство на ваков настан на отворена површина. And now, ladies and gentlemen, we invite you to stand up for the intonation of the anthem of the Republic of Northern Macedonia and the intonation of the student anthem Gaudeamus Igitur. А сега, почитувани, ве повикуваме да станете за интонирањето на химната на Република Северна Македонија и интонирањето на студентската химна Gaudeamus Igitur.
to invite the Provost of the American University of Europe FON on stage, Professor Dr. Mirko Tripunovski. Благодариме. Имаме особена чест да го поканиме на бината ректорот на Американскиот универзитет на Европа ФОН, професор доктор Мирко Трипуновски. Почитувана нова генерација студенти, наши ценети бруцоши. Почитувани студенти, почитувани професори и пријатели, почитуван академице Владо Камбоски, председател на Комисијата за акредитација, почитувано семејство Цановски, високо ценет председателе Фијат Цановски. Ми причинува чест и задоволство да го отворам првиот академски час на 17-та генерација студенти на Американскиот универзитет во Европа ФОН. Американскиот универзитет во Европа ФОН во изминатиот период како прв приватен универзитет во Република Македонија се избори со сите предрасуди како да се менаџира образовно-воспитна активност во најважните подрачја на истражувањето и иновациите, во студиските програми и студирањето, елаборирањето во меѓународната соработка и реализација на инвестициски проекти. Како треба да функционира еден процес во целина. Во сето ова, свој белег даде управата на универзитетот, во поддршка на факултетите и сенатот, придонесувајќи за успешноста на нашата институција, на нашиот универзитет во целина. Зад нас стојат 20 години вложен труд и активна работа на конкретно поставени задачи, понуда на соодветни решенија, но и видливи потешкотии, но и пропусти, кои од денешна гледна точка ни влеваат оптимизам во понатамошната надградба и усовршување на високо позиционираниот проект Американски универзитет во Европа, на веќе познатиот етаблиран и препознатлив бренд ФОН во Република Македонија. За значењето на овој проект, кој овозможува развој со мултипликативни ефекти и остварува препознатлива идна вистина, се изкажав порано. Меѓутоа, ќе напоменам дека секој нов процес се карактеризира со почетност, процес во кој првична идеја во истражувањето на целите за одлуката за прифаќање, постапката за предвидување и истражување, односно анализа, постојано мора да е во корелација. Почитувани, со други зборови, постои постојан преглед на сите фази во процесот на остварување. Во тој процес на координираност на понудените решенија, каде се валоризираат претходните постапки, мислењето на различити учесници, представници на функционалните единици или стратешки партнери, учествуваат организирано и носат задолжителни решенија. Затоа ќе посочам, ништо не е толку свето како квалитетот во постапката, која може да ги постигне саканите резултати, истовремено да ги потврди и профилира во конкретните решенија. Затоа во основа ја поздравувам идејата за широка дебата, бидејќи станува збор за исклучиво комплексно прашање. Почитувани студенти, почитувани пријатели, ви се обраќам вам со тврдење дека идеите не се раѓаат совршени и дека користењето на современите комуникацијски системи им пркосат на пречките кои им ги поставуваме, додека новото образование навлегува во дигитална фаза. Без можности, без ограничувања, се шири и освојува нови образовни вредности, без да бара дозвола, без протоколи и не познава граници. Затоа, со овие зборови, посочени од вашиот ректор на Американскиот универзитет во Европа ФОН,
Навлегуваме во новата ера на образование на вашиот универзитет, во кој студентите директни учесници во една успешна институција, каде поставуваат современи вредности во повеќе правци и тоа. Собствени, заедничка мотивација, студент, професор, обштествена заедница. Колективни, ја будиме амбицијата за успешно отворено партнерство за соработка со идните работодавачи. Глобално го придвижуваме предизвикувачкиот механизам и го ставаме во движење нашето барање за новите светски процеси во образованието на идните управувачи во тој свет кој сите го посакуваме. Затоа ви потврдувам дека визијата на новото за иднината пред се, вашето применето знаење и она стекнатото на универзитетот одат заедно, без ограничување одат во ист правец. Затоа нудам отворено партнерство и отворена стратегија во тој правец во кој сите ќе се движиме. Поставувам и остваруваме инвестиција во вештини за вистинско општествено-економски резултати, стратешки предуслов за раст и развој на образовниот процес, бидејќи инвестициите во образованието и развојот на практични вештини ги покренуваат иновациите и нивниот раст, ја зголемуваат перспективата, го трансформираат производството, ја креираат новата вредност, но истовремено ја стимулираат конкуренцијата и ја обликуваат берзата на трудот. Развојот на интердисциплинарните вештини, кои се издигаат на потребите во остварување на предприемништвото и предпримачкиот дух на студентите и нивните можности за приспособување во светот кон очекуваните и неочекуваните промени на пазарот на трудот за нас, на нашиот тим на Американскиот универзитет во Европа ФОН, представуваат основен, неопходен и променлив процес во создавање на солидна и цврста база која градиме за идната кариера за секој наш завршен студент. Почитувани присутни, почитувани студенти, колеги и пријатели. Вистината во науката е ќерка на знаењето. Затоа, за се, судиме во контекст на времето и во контекст на околностите, кога тоа се случува, бидејќи во другите луѓе се препознаваме во тоа што се препознаваме во самите себе. И затоа порачувам. Не гледајте во иднината, гледајте се само во неа што да направите денес. За во иднина биде тоа што го замислувате, бидејќи нашиот најстрог професор е професорот викан живот. За успех на централно место завзема карактерот на секој од нас, а не знаењето каде професорот во основа го препознава професорот. Затоа, почитувани колеги бруцоши, ви посакувам срдечно добре дојде и ви посакувам да станете дипломирани на сите струки и науки кои што ги запишавте и кои што очекувате да ги дипломирате. Благодарам во исто време. Ги повикувам водителите да ги поканат деканите на факултетите да се качат на бината да ги видите вашите предпоставени. Thank you, Mr. Provost. We present to you the Dean of Faculty of Economic Sciences, Professor Dr. Savoja Štalkovski. Ви благодариме, ректоре. Ви го представуваме деканот на Факултетот за економски науки, декан професор доктор Savoja Štalkovski. Thank you, Dean Štalkovski. We present the Dean of the Faculty of Law and Political Science, Professor Dr. Sejdefa Đavča. Факултет за правни и политички науки, декан професор доктор Sejdefa Đavča. Thank you, Ms. Đavča. We present the Dean of the Faculty of Detectives and Security, Professor Dr. Mitasim Bekiri. Факултет за детективи и безбедност, декан професор доктор Mitasim Bekiri. We
present the Dean of the Faculty of Foreign Languages, Professor Dr. Ljubica Radojković-Kardaleska. Fakultet za stranski jazici, dekan profesor dr. Ljubica Radojković-Kardaleska. Ljubica je opravdano odsatna, ima COVID sistem koji mora da go počitува. Thank you, Dean Popovsky. We present to you the Dean of the Faculty of Professor Lazar Arsovsky of the Faculty of Computer Sciences. Fakultet za informatika, dekan profesor dr. Lazar Arsovski. We present to you the Dean of the Faculty of Architecture, Professor Dr. Mimoza Klekovska. Fakultet za arhitektura, dekan profesor dr. Mimoza Klekovska. Thank you, Ms. Klekovska. We present to you the Dean of the Faculty of Design and Multimedia, Professor Dr. Igor Shokarovski. Fakultet za dizajn i multimedija, dekan profesor dr. Igor Shokarovski. Fakultet za sportski menadžment, dekan profesor dr. Aleksandar Popovski. Thank you. We have the privilege to present one of those students who has returned from the United States to our country and is now an employee of AUEFON, Doctor of Philosophy, EHHS College, Education, Health and Human Sciences, major in Department Education, Curriculum and Instruction. We invite Vera Sotirovska, who will share the advantages of the American system and its implementation at our university. Една од оние кои се вратиле од САД во нашата држава и нововработена на AUEFON е Вера Сотировска. Ја повикуваме Вера Сотировска, која ќе ни ги доближи сите предности на американскиот систем и нивната имплементација на нашиот универзитет. Hello, everyone, and welcome. As a Fulbright scholar and a passionate researcher in literacy using qualitative and quantitative methods focused on student agency and equity, I stand here before you to bring you some of the benefits of the American system. In the United States, I got the chance to explore, as a Fulbright scholar and also as a researcher afterwards, the most diverse education in the world. Students have many options when it comes to what they can study, and the approach to education is interdisciplinary, especially in the first 2 years of schooling. The United States educational system provides a wide range of opportunities for personal, professional, and academic development that are widely recognized around the world. Individuality is praised, and student agency is encouraged. The United States system also motivates students to broaden their knowledge in other fields so they can better develop their skills and personality, and also research ability. The US-based system relies on evidence-based practices and ensures that individuals can problem solve by exercising critical thinking. Another interesting benefit of the American educational system is the emphasis on the formation of a holistic mindset, or a well-rounded individuals who will serve to solve the most complex problems of today's and tomorrow's world. This implies that students' abilities are acknowledged and cultivated through extracurricular activities, roundtables, research, and other activities. In addition, U.S. universities provide up-to-date facilities such as this one as well, and advanced technologies which are being developed on-site and can be used for work on both government and private projects. So today, I hope that this was a brief introduction to the system, and I appreciate your attention, and I would thank you. Thank you, everyone. Thank you. Involved for more than 20 years in the American education system, the man who will bring us closer to the management and administrative education system is our next speaker. We invite University Professor Rob Arthur from Canada. Инволвиран повеќе од 20 години во американскиот систем на образование, човек кој ќе ни го доближи управувачкиот и административниот образовен систем е следниот наш говорник. Го повикуваме универзитетскиот професор Роб Артур од Канада. Thank you very much for that warm welcome. I'd like to thank all of our guests here, our honored guests, the deans, and of course, especially the students, the class of 2021. I would also like to thank my good friend, Sefer Sanatsky, for inviting me here to help lead the way into the liberal arts American model of education. I was supposed to speak a little bit about what this model is and what it does for you,
But Vera pretty much covered it all, so I am almost ready just to go ditto and walk away. The liberal arts model, especially for you freshman students as you come in, the university is going to be a very confusing place. There's a lot of things that you can learn, a lot of things you've never heard of before. Anthropology, sociology, and so forth. What do these people do? What do they study? We're going to help teach you what those things are. We're going to introduce you to the world beyond these beautiful mountains. There's a whole world globalizing out there, and we must become a part of it as a nation, as individuals. This liberal arts method and way will teach you cultures, how to appreciate and understand the various cultures around the world. I've lived and worked in 5 different countries, and one of the main things I've learned is that we're all alike. We all want to live a peaceful, happy life, bring up our children, and so forth. And to learn that and to learn to understand other cultures, it's such an important thing. That's one of the main parts of this liberal arts that we're going to give you and expand your mind, expand you into the world and possibly even into the universe. This is important for you as an individual. Obviously, you will be specializing in whatever it is that you wish to be, but science serves society, and society demands from science certain things. They work together, not apart. And you have to understand society and the world around you to understand how your knowledge and your skills that you'll be gaining here can be used to serve those societies. I wish all of you the best. I hope you have an exciting and wonderful time here. My office is open. I like to talk to people, and I hope to meet each and every one of you. And again, thank you for having me, and I wish you all the best. In the binder you received at the beginning of the first academic class, you are given the contacts from the teaching staff of your faculties, and also contacts from our university services at the university for easier communication. Во папките кои ги добивте на почетокот од првиот академски час, ви се дадени контакти од наставниот кадар на вашите факултети, но и контакти од останатите служби на универзитетот за полесна комуникација. Our, and from the day your new academic home, offers many opportunities for advancement, for learning, for work and study, for certain financial support, and of course, all those opportunities as a reality precisely because of the selfless perseverance of the President Council of the American University Fund, Mr. Fiat Tsanovsky, and his whole family. In the name of the board, I invite Mr. Sefer Tsanovsky. Така беше, така се развиваше нашиот, а од денес и ваш нов универзитетски дом. Тој ви нуди многу можности за напредување, за учење и работење, за одредени финансиски улеснувања. И се разбира, сите тие можности се реалност токму поради несебичната упорност и непоколебливост на основачот и претседател на управниот одбор на Американскиот универзитет Фон, магистар Фиат Тсановски и цело негово семејство. Во име на управниот одбор ќе ви се обрати магистар Сефер Тсановски. Ви благодарам. Thank you. Јас ќе се обратам на 2 јазика, затоа што правиме една тешка трансформација од еден систем во друг, кој што е впрочем не толку различен во суштината. I will speak in 2 languages, Macedonian and English, because what we are doing last 1 year is exactly that one very hard thing from our side, to transform from the traditional to the new modern, let's say, approach of the education. But before, пред да почнам со мојот краток говор, сакам да ги поздравам новоизбраниот ректор на универзитетот и да му честитам, да му посакам голем успех, професор доктор Мирко Трипуновски, председателот на нашиот универзитет, основач, собственик, господин Фиат Тсановски, кој, by the way, мој татко, имам среќа
да овие 20 години имав од кого да учам јас лично на кого да се ослонам. Сакам да ги поздравам сите декани кои што поминавме низ едни предизвици изминативе неколку години. Сакам да им се заблагодарам за нивното трпение, за нивната издржливост, за нивното верување во оваа институција. Истото важи за останатиот дел од нашиот академски кадар, административен. Фала ви што овие изминативе 20 години на некој начин издржавме во едни предизвици со кои што се соочивме секоја година на различен начин. Посебно би сакал да се заблагодарам на нашите представници и гости од Америчката амбасада, господинот Џон Стоуел, господинот Газмен Телјази, представниците на Европската унија, на амбасадите. Посебна чест имам што ги гледам нашите поранешни ректори овде, професор доктор Нано Ружин и наш он е се уште дел од универзитетот и најверојатно ќе биде задолжен за делот на постдипломските студии, во делот на докторските студии. Многу ми е драго што го гледам поранешниот ректор на нашиот универзитет, поранешен преседател на МАНУ академијата, актуелен преседател на одборот за акредитација, професор Владо Камбоски, поранешниот ректор професор доктор Љубомир Фрчковски, професор Денко Малевски и сите останати, професор Мерсел Билали, да не ме напоменувам, сите во изминативе 20 години дадовме сите свој придонес за развојот на ова млада институција која што беше лидер во приватното образование во Македонија. Изминативе 20 години ние се менувавме многу пати. Почнувајќи од 2003 година, кога беше една многу, да не речам, после еден немир 2001 што се случи, ние бевме првиот приватен универзитет кој што понуди мултиетнички пристап, студии на македонски и на албански јазик. Подосна студии на турски јазик се потрудивме да поведеме. Не бевме конкуренција на државните универзитети, туку се придруживме на државните универзитети и бевме прв и единствен универзитет кој што склучи договор за соработка со најголемиот универзитет Свети Кирил и Методи, за да подосна со Свети Климент Охридски, Битолскиот, Штипскиот и сите останати. Нашата цел од самиот почеток била да формираме пријателства, соработка и да бидеме уникатни во нашата држава, да не бидеме конкурентни на самите себе, бидејќи онака сме многу мали. И онака сме многу голем дел изминативе години колку што работиме, ни се оцелија. Тоа е многу жална слика и мораме да најдеме начин, не само државата, не само властите, туку и ние, институциите кои што соработуваме со науката, со образованието, со младите генерации, да најдеме начин како да ги мотивираме да останат и да си ја гледаат својата иднина овде. Токму изминативе 20 години, ако се менувавме 2-3 пати, менувавме доста пати програми, акредитиравме, реакредитиравме нови факултети, стари факултети, негде имавме плюс, негде минус. Сега рековме овие година и пол-две ќе направиме една сериозна анализа. Ќе направиме еден сериозен проект. Нашиот газда вика 20 години сум во образование, го прави ради имидж. Вика ќе инвестирам овој пат за нешто навистина уникатно и нешто што навистина ќе има бенефит нашите едни генерации, вика моите внуци, утре да можат да си ја видат иднината овде. Бидејќи имаме обврска, имаме одговорност, 20 години сме скоро во оваа област и го разбирам нашиот собственик, нашиот председател и од тој аспект ние заедно со нашиот тим, заедно со нашите пријатели, со работници од неколку земји, со нашите повратници од Соединетите Американски држави, кои што стекнале искуство таму, направивме една сериозна стратегија која што треба да опфати 3 фази. Првата фаза е да ги акредитираме сега оваа година, почнуваме нова фаза на акредитација на постоечките програми, односно првата фаза беше да мора да го промениме името во американски, за да може да се акредитираме утре во Америка. Ние тоа го направивме изминатата година. Втора фаза беше да ги прилагодиме програмите согласно, бидејќи сме во Европскиот кредит трансфер систем, бидејќи го по закон ние мораме да работиме и во македонското високо образование. Најдовме начин, по примерот на Американскиот универзитет Благоевград и по примерот на неколку други американски универзитети кои што го имплементираат и едниот систем и другиот, најдовме начин како да ги поставиме нашите програми
а да не трпи нашиот закон, односно европскиот кредит трансфер систем, бидејќи сме дел од Европа, и она што сакаме да го имплементираме, кое што е по-динамично, по-либерално, по-прифатливо за овие генерации, нови генерации кои што сте вие, кои што мора да бидеме во чекор со времето, едно време кое што е многу брзо, кое што многу брзо се случуваат промените, мора да бидеме ние, образовните институции, во чекор со тоа време, како би можеле од вас да направиме да бидете поквалитетни, да бидете поуспешни, да бидете побогати, не само со знаење, туку и со се останато оно што животот го нуди. Во суштина, овие програми кои што ги имаме, ги стегнавме малце оваа година, ќе ги направиме да бидат поатрактивни, малце побогати. Одиме во делот на vocational schools, одиме во делот на професионалните студии, одиме во директната соработка со компаниите, институциите од системот, бидејќи сите бараат, нема вработени, не можат да најдат во нашава држава странски инвеститори ова. Ние им понудивме една програма која што се вика Студира и работи, Study Work. Првите 20 кандидати денеска требаше да ги промовирам, меѓутоа во корист на времето ми рекоа ајде после настанов ќе ги викнам во канцеларија да им ги доделиме првите вработувања кои што сами си ја плаќаат школарината, работат за одредени компании, меѓу кои и за нашиот универзитет, и на тој начин им го олеснуваме џебот, односно на родителите, не ги форсираме премногу да во ова тешко време реално во кое што се наоѓа не само нашата држава, туку со ковид ситуација во многу работи се поремети изминатиот период. Ние рековме тоа е еден начин како да помогнеме на нашите млади, на вашите родители да им ја олесниме работата. Како е тоа возможно? Само вие ако се посветите на студиите, само вие ако станете професионалци, само заради вас и само заради вас, почитувани студенти, го правите тоа. Не заради родителите, не заради девојки, дечковци, не заради некоја друга причина. Направете ги и потрошите ги овие неколку години од вашите животи само заради вас. Ставете си го тоа во глава. И уште една работа. Ова е време каде што не важи дипломата, е само едно парче хартија. Важни сте вие. И што значи универзитет во ова време? Во време кај што се менува од традиционален пристап кон модерен, кон отворен пристап, кон либерален пристап, дека ние ќе имаме контакт цел живот. Вие ќе дипломирате, ќе магистрирате, може ќе докторирате, ама не може да избегате од науката, не може да избегате од институцијата универзитет. Вие ќе бидете потребни на нас цел живот. И обратно, ние ви даваме рака дека тука сме за вас до обука, до специализација, менјате работно место, одите на повисок систем, на повисока позиција. Ова наше пријателство ќе трае, што викаме, дај Боже за навек. I would like just to inform you that we accept those schools which are running right now, and we are going on the process of accreditation end of this year. Then hopefully next year, if we have those accreditation, we will be able to apply in United States of America. Part of different schools we will accredit it, partly all the university. And as you see here, this campus, it's still under development because we are slowly preparing and investing in the university according to those standards, high quality standards which are required from the United States of America, some board of accreditations, and I have to say from our high educational law, which requires a really high standards to accredit it and to implement a university nowadays. So we are doing it slowly, we are doing it with passion, we are doing it strategically, we are doing it because we love to do it. We don't do it because of some financial story, because of something. No, we just give to this university our life. Me especially, I was raised with this university, with those professors. I want to give to those generations something which will live not just for them, for our kids and for our future. So having in mind that American system of education is the top of the world, we know that, everybody knows that. We didn't have any other choice. We choose to go this way. And by the way, to try to keep it
with our local laws, with our European laws, because we are part of Europe. That's why our name become naturally American University of Europe, and we never go out of FON. This will stay forever. So, let me say a couple of things why we do the transitioning to English-speaking anti-American liberal arts system. Students will receive better education. The university students and the faculty will be recognized around the world. We will have more international students. I promise you, my dear professors. We will have from more than 35 countries upcoming year students. This is what this country needs. You will have more friends from different cultures, from different countries. This way we will make our country richer, our young generations more open-minded. This way you will learn about new cultures, you will have new friends, new possible business partners in the future. This will propel Macedonia and its educational system, what we are doing, into globalized educational market and modernize it to meet today's standards, something it's, to be honest, it does not do at the present. Јас сакам да ви честитам што го избравте овој универзитет. Вие сте дел од една историја што ја правиме во моментов и ви посакувам пред се здравје. Чувајте се во овие тешки моменти, верувајте во себе. Некогаш ќе биде тешко, некогаш ќе биде лесно, некогаш ќе ве разочараат. Во животот е така. Верувајте, никогаш вербата во себе не ја губете. Само така може заеднички да успееме, само така може да направиме да не ценат, почитуваат повеќе името ваше, името наше, името American University of Europe FON. Ви благодарам. Thank you very much. Thank you, Mr. Tsanovsky. Ladies and gentlemen, at the end, let us wish you a lot of success to our new colleagues, but also to all of you who were present here on the plateau in front of the building of the American University of Europe FON, and at the end of the first academic class. As well as to all of you who did follow us through online media, we wish you good health, sincere smiles, safe future, and fulfill the wishes. Благодариме, магистар Цановски. Почитувани присутни, дозволете ни на крајот да им посакаме многу успеси на нашите нови колешки и колеги, но и на сите вас кои бевте присутни тука на платото пред зданието на Американскиот универзитет на Европа ФОН и на крајот од овој прв свечен и академски час, како и на сите вас кои не следевте преку социјалните медиуми, да ви посакаме на добро здравје, искрени насмевки и иднина исполнета со безбедност, сигурност и остварени желби. And please do not forget, as the great poet Virgili highly remarked, happiness is the shadow of the brave. We kindly ask you to exit the university plateau with an observable physical distance of 2 meters for our safety. Here are our hostesses to help you with that. Thank you and goodbye. И не заборавајте, големиот поет Вергили со право забележал: среќата е сенка на храбрите. Ке ве заболиме со запазено физичко растојание од 2 метра да го напуштите универзитетското плато за наша безбедност. Тука се нашите хостеси кои ќе ви помогнат во тоа. Ви благодариме. Довидување.